Интеркултура, интеркултура. Ова е новото издание на Интеркултура, а мој гостин е Рубин Земун. Рубин, околу законот за јазици и блокадата на Уставниот суд. Колку се влошија меѓуетничките односи овие неколку месеци и зошто тоа се случува? Па, јас мислам дека на добар пат се уште повеќе се влошуваат. Од тоа што некако ние успеавме во минатите 7-8 години да направиме потолерантно општество, дека се повеќе и повеќе затегнуваат. Во секој случај, законот за употреба на јазиците проблематичен беше и кога се усвои. И уште тогаш се усвои некако ад хок. Јас се уште тогаш не бев пратеник, меѓутоа требаше да бидам уште малку пратеник, се уште бев капитан на премиерот. Изненадување беше и за мене како тој закон се усвои, така на брзина. Од Венецијанската комисија добивме тоа мислење што го добивме. Не викаме округло па на чоше. Недоволно искажано. Во секој случај секој граѓанин има право да поднесе оваа иницијатива до Уставен суд. Овие иницијативи се подолго време. Во една држава кај што владее правото, Уставен суд треба да се изјаснува по иницијативите, дали ќе ги одбие, ќе ги прифати или која одлука ја донесе, во секој случај треба да се испочитува. Соломонско реченијето, мислам, вчера на Уставен суд, што тоа го слушнавме, че се чека мислење на пријателски совет или како до Венецијанската комисија, иако сметам дека непотребно се правиа тензии, тоа нормално има и политичка димензија, се од тоа што се случува околу составот на владата, како се направи владата, напорите на ДУИ да влезат во владата, или оспорувањето на тоа, иако за мене сосема чудно, тоа кој зел најповеќе гласот албанците, што е, мислам, во по никоја логика на демократско општество не може тоа да се мери. Како која партија добила гласови на албанците. И зашто баш така? Може би некој македонец гласал таму или некој, не знам, турчин, торбеш, не е битно што зашто само да ги броиме гласовите по ДНК или по етничка припадност. Значи до тоа мера веќе од и јавниот дискурс, што мислам дека апсурдни станува состојбите. Едни се правните аргументи, од друга страна очигледно е дека неколкуте мерки, со укинувањето на балансерот на некој начин, па и одговарање на иницијативата околу Уставниот суд, од друга страна власта се уште нема концепт што наместо тоа. Најавуваат некој закон за правична застапеност, но сепак пак јавноста сака да чуе кој е моделот врз база на кој што ќе се унапредуваат правата на заедниците во земјава. Да, апсолутно владата уште во мојата кампања за парламентарните избори не видовме кај некој концепт имаат како ќе се менаџира мултикултурализмот или интеркултурализмот или малцинските права во Северна Македонија. Видовме од одеднаш дека барем ние се бавиме со оваа проблематика, дека се узурпира, барем институциите се узурпира од српската странка на Иван Стоилковиќ, нели? Нямам ништо против никого, меѓутоа не е добро да имаме едно етнички, да кажеме, лидершип. Јас бев на еден форум што го прави агенцијата, лидершип, главно беа таму сите од српска заедница, немам ништо пак да кажам против, меѓутоа не е добро. Во една земја каде што имаме мултикултурно општество и развиваме мултикултурализам. Се укина балансерот, иако тоа не беше закон, тоа беше уредба на владата. Јас лично исто бев уште кога се усвои дека балансерот треба да претрпи промени, бидејќи се појавија многу негативни нус појави од самиот балансер. Меѓутоа, знаете, како викаат и последни, нема да го рушиш старото ако немаш нешто ново. Преговорите заглавија, уставните промени не се донесени. Сега, уставните промени во јавниот дискурс, особено провладиниот јавен дискурс, доминира дека тоа е бугарски диктат, уцена од бугарите, билатерализација. Меѓутоа,
уставниот пакет на промени, она како што беше изгласан, требаше нели да внесе 6 нови заедници во уставот, кои што со тоа што ќе бидат споменати, добиваат и уште неколку други права околу образование, изборен предмет на мајчин јазик и така натаму. Да речеме, јас колку што знам, ти го критикуваше тој модел, нели предлагаше модели сите да се споменат, не само неколку, но во секој случај ова виси и египјаните е една од заедниците кои што очекува да биде дел од преамбулата, а еве не. Да, мојот став секогаш бил или сите или никој. Затоа што нема логика некако да ставиш, некој да не ставиш. А најуште најголема небулоза е тоа зашто ги имаме србите и бошњаците од тие, да кажеме, бивши конститутивни народи во нашата заедничка држава, а ги немаме црногорци, словенци и хрвати. Ете, по кој основ, по кој критериум? Тоа е таа правишност што кажуваме. Не е битно што кога се правеше 2001 година, мисля че таа преамбула, се гледа некои бројки соодветноста, а не се гледа правичноста. Правичноста е дека ние укидавме стекнати права на хрвати, црногорци, да кажеме, словенци, тие што беа конститутивни народи во Југославија, во таа наша заедничка држава. И пак ќе кажам, или сите или никој, кога веќе одиме на тоа да ги ставиме во преамбулата, да ги ставиме сите кои што нормално се заедница. Значи, луѓе мало не прати разлика, гледа дека ние таму поизјаснува политичка припадност, има околу 24 различности, ама тоа се идентитети. Не значи дека ако некоја се жена од, не знам, или маж, не е битно, од Литванија се стапила во брак со македонец, дека таа е заедница. Не, тоа е само идентитет. Заедница сепак имаме во нашето законодавство што е тоа заедница. Сепак треба биде една група која има некоја хоризонтална солидарност, чувство заедничка припадност, дека натаму да не ги набројуваме сите атрибути на заедницата. Тие заедници, да, треба да бидат сите споменати. Ти си човек кој што е во комуникација и со Советот на Европа и со мониторинг телата и комисиите кои што ги следат човековите права и остварувањето. Очекуваш ли новите извештаи да бидат полоши од претходните, односно ако констатираме дека власта млако и без концепт почнува во однос на правата на заедниците, дека тоа и ќе се одрази во извештаите? Ќе бидат ли полоши? Ќе ја констатираат ли состојбата поинаку? Па јас мислам дека прво имаме назадување од тоа што имавме пред 2 години, нели? Ако гледаме и прогрес репортите каде што прилично, нели, имавме позитивни оценки околу состојбата, особено околу стратегијата, националната стратегија за едно општество и декултурализам, и така натаму кога се гледаме ставена, нели, атакта или не знам, на страна. Потоа, ако го гледаме скрининг извештајот што ни се достави, нели, пред која 1 година и нешто имаше, и во тој скрининг извештај имаме прилично некои работи што треба да ги направиме. Пред се проблемот ни е со Европската повелба за малцински регионални јазици, која што не е ратификована. Ги имаме проблемот со образованието, со дискриминацијата на ромите, културата, финансирање на културата на помалите заедници, образованието, сирикулумите и така натаму. Значи некои проблеми што пострадани од ние по свите извештаи, нешто се правеше, сега повторно се прекина и не гледаме дека нешто се третира. Така што веројатно ќе добиваме извештаи што нема да бидеме задоволни и повторно нашите медиумите нема да го пренесуваат. Ќе зборуваме за правата на и треба да се зборува на македонците во Бугарија, во Грција, ама за правата на по тие истите конвенции во Македонија нема да зборуваме. Министерството, агенцијата за остварување на правата на заедниците за меѓуетничките односи го обележаат денот за човекови права со сплетот ора и фолклор од сите заедници. Дали е тоа пристапот кој што треба да се применува? Добро, треба, нека не треба да се огледува, да кажеме, мултикултурата, диверзитетот. Треба да се запознае. Меѓутоа, мислам дека ние отидовме многу стапки нанапред. Значи, тоа заштита на идентитет и културата, тоа се нарекуваат малцински права од прва генерација. Меѓутоа, ние отидовме некаде до трета генерација, нели, со стратегијата за едно општество интеркултурализам. Тоа е, нели, учество во јавниот живот, нели, општествената кохезија и така натаму, power sharingот. Значи, отидовме многу прилично и за тоа бевме пофалени од меѓународната заедница, сега гледаме назадуваме.
кој треба да биде корифејот на некој начин, лидерот на интеркултурализмот, на интеркултурата, на правата на заедниците, меѓу другото, например, претходната власт за тоа го одбра премиерот Зоран Заев и тој застана силно за овој концепт за едно општество. Стоилковиќ е тоа, Артан Груби едно време, нели, претходна сакаше да биде тој корифеј. Гледаш ли личност која што ќе застане и ќе ги гарантира правата на заедниците, нели, на оној начин на кој што, не знам, другарот Тито беше кум на децата од заедниците? Па мисля, кадетата зависи од личности да проведе власта. Треба да имаме институции кои тоа треба да го спроведуваат и да нема личноста многу големо влијание, имаме квалитетни закони, квалитетни институции. Така што треба да работам, јас мислам, на политичкиот систем поврзан со интеркултурализмот, да кажеме, тоа се обидувавме да направиме. И јас мислам дека тоа треба да биде пред се комитетот за односи меѓу заедниците при собранието, тоа е стожерната, да кажеме, институција и највисоката институција на мултикултурализмот и интеркултурализмот во државата. Тука треба да се координираат. Имавме една студија направено лани заедно со Ризман Сулеймани и Свана Чупеска, што треба комитетот да се добие таа улога што е препишана и со Охридскиот рамковен договор и со уставот. Значи тоа ништо нема ове 20 години од тоа што е како функција дајано, ништо не профункционира. Мислам дека тука треба да биде и комитетот да биде таа стожерна институција што ќе бара исполнување од сите институции, ќе бара извештаи, ќе прави евалуација и тука се прати стратегиите. А тоа што тука во тој комитет покрај пратениците што се избрани, тука имаме и представници на заедниците што ги бира омбудсманот, а нема пратеници. Значи на некој начин колку толку имаме нека репрезентативност на заедниците и се случи гласот на заедниците, нели тоа е орган на собранието, колку толку може да се влијае и така нешто. Јас мислам дека треба да се движи, да направиме стабилен политички систем на мултикултурализмот и интеркултурализмот во нашата држава. Секако едно од горливите прашања споменати самиот на почетокот ќе биде прашањето со правата и дискриминацијата и сегрегацијата на ромите, односно ромското прашање. Гори прашањето за Битоло и Штип во однос на пресудите од Страсбур. Кога доаѓа до прашањето на ромите, навистина е ова што се случува трагично. Нежет Мустафа неколку пати кажуваше дека од земја која што сме се гордели дека имаме единствена општина во свет на роми во општина на ромите, тие права се повеќе и повеќе девалвираат и се повеќе помалку и помалку е репрезентативноста на ромите во нашата земја. Проблем на ромите, знаете, во цела Европа е актуелен и колку е демократична една земја и поготово во ова сфера на недискриминација и се гледа и така наречено современ антиджипсизам, или што го кажуваат, се гледа колку тоа ромите се застапени. Македонија нас задува во секој случај во таа сфера. Иако имаме еден министер, имаме еден заменик министер во моментот, може би, јас верувам дека во двајцата интелектуалци ќе направат нешто да се ситуацијата подобри, меѓутоа трагично е тоа што нема пратеник прв пат во историјата на Македонија, да немаме, нели, од Фајк Абди навамо да немаме пратеник ром во собранието. Дали треба да се менува изборниот модел и да се обезбеди по-добро застапеноста на заедниците во парламент? Во секој случај, секој сум го критикувал овој изборен модел кој што го афирмира биетницизмот. Значи, ваквите изборни, да кажеме, на регионите граници, на изборните единици, каде што еден глас на гласач во изборна единица број 6 вреди може би 2 пати повеќе од еден глас, вредност на гласот во изборна единица број 1 или број 4, ја прави нееднаквост во нашето општество. А од друга страна гледаме дека овој Донтовата формула ги мели, да кажеме, секој обид на некоја помала политичка партија или политички партии на заедниците да имаат волја да влезат во изборна трка, бидејќи ќе бидат сомелени со ова формула што имаме Донтовата формула. Така што во тие две насоки јас мислам дека треба да се направат реформите кога зборуваме за
соодветната и правишата застапеност, нели, како таа правишна застапеност ако ќе не обезбедуваме со резервирани места во собранието, нешто што има Косово, што има Хрватска, Романија, не знам, Словенија, мисля че и на Унгарија. Благодарам за гостувањето. Благодарим на вас на поканата, ми беше задоволство. Intercultura, 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 intercultura.